За вашето утрешно мени како главно јадење ви предлагаме да подготвите јагнешко печење во сос. За подготовка на ова јадење за 4 лица потребни ви се следниве производи. 1 кг јагнешко месо од плешка, 125 мл кисела павлака, 1 лажица брашно, 3 лажици сем, 2 лупени компира, 1 корен од пашканат, 2 моркова, масло за јадење, сол и црн пипер. Потребното време за подготовка на ова јадење е 90 минути. На јагнешката плешка ја отстрануваме коската. Месото го засекуваме да добиеме рамна површина. Го посолуваме месото. Го наросуваме со мелен црн пипер. Потоа го премачкуваме со сенф. Месото го свиткуваме во ролат. Го врзуваме со готварски конец. И од горната страна месото го премачкуваме со сенф. Го наросуваме со мелен црн пипер. Во тавата за печење на оган додаваме масло. Потоа месото го ставаме во тавата. Коренот од пашканат го сечкаме на коцки. Морковите ги сечкаме на кругови. Потоа парчињата корен од пашканат и моркови ги додаваме во тавата. Компирите ги сечкаме на кришки. Во тавата додаваме 250 мл вода. Во тавата ги додаваме кришките компири. По 10 минути ја тргаме тавата од оган. Ја затвораме со алуминиумска фолија. Ја ставаме тавата во рерна. Печеме 1 час на температура од 220 степени. Ја вадиме тавата од рерна. Месото го вадиме од тавата и го ставаме на даската за сечење. Кришките компир ги вадиме од тавата и ги ставаме на чинија. Преостанатата содржина од тавата ја ставаме во цедалка врз тенџере. Потоа ги гмечиме со стојките со лажица. Во садот со павлака го додаваме брашното. Мешаме со лажица. Потоа павлаката со брашно ја додаваме во тенџерето. Тенџерето го ставаме на оган. Мешаме со жица за матење. Откако сосот ја добие потребната густина, го тргаме тенџерето од оган. Го отстрануваме конецот од месото. Месото го сечеме на парчиња. На средината на чинијата за сервирање ставаме отпечените кришки компир. Врз компирите ги сервираме парчињата месо. Со црпалка преливаме со сосот од тенџерето. Зелениот дел од младото кромитче многу ситно го сечкаме.
Од парчињата млад кромит нарасуваме врз јагнешкото печење во сос. За подготовка на ова јадење нам ни беа потребни 90 минути. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво црвено вино од сортата Вранец со темнорубин црвена боја и арома на суви сливи, капини и рибизли. Се служи на температура од 16 до 18 степени.